Пролетната сеидба во Полошкиот регион започна со задоцнување од речиси 1 месец, поради обилните врнежи изминатиот период и се уште трае. Тоа според земјоделците е една од причините поради кои очекуваат слаби приноси, особено кај Тетовскиот граф. Раната пролет го намамила цутот кај овошките, а потоа ниските температури во голема мера го уништиле. Големите температурни разлики во текот на едно деноноќие придонесуваат за развој на болести. За успешна сеидба на некои од градинарските култури пак потребна е посува почва со соодветна температура. Се надевам дека гравот ќе подбаци оваа година, бидејќи за тоа и ќе имаме повторно садење на почви кои што биле влажни. Има региони овде кои што се нарочито покрај делот на сливот на реката Вардар, кој што има високи подземни води, кои што не дава можност да се влезе и порано да се завршат тие припреми на почвата и период кој што во нормални услови сите земјоделци го користеле за припрема прво на почвата и после на време на сеидба. Оваа година може да предвидуваме дека и се гледа добри резултати ќе има кај насадите од кромпир, бидејќи има добра влага и има услов да таа култура даде своји позитивни резултати, меѓутоа и за нив ќе треба дополнителни средства за заштита. Истото се јавува како последица овие временски промени и кај градинарските култури кои што овој период се користеа за засадување на површини со пиперка. Вие знаете дека е зголемен интересот за производство на пиперката куртовска капија, бидејќи индустријскиот ладилник ја откупува и ја преработува. Тоа се во реалните на овој регион, како што е полето на Долно Седларце, Речица, Брвеница, Челопек и Долно и Горно Седларце. Од тука и произлегуваат најголемите количини на производство на куртовска капија. Ја со тие кооперанти со кои сум соработувал у делот на заштита и прихрана преку вештачки џубрива, се гледа дека има резерва, бидејќи не е малку во оваа култура да се касни со негде околу 20 дена. И плюс во период кога засега почвата е доста ладна. Нарочито на пиперот му треба убаво обработена површина, припремена за негова правилна вегетација, да не болува од делот на влага, значи да има суви почви со нормална температура. Нема штети по есенските посеви, освен кај фуражните култури, велат од Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделството. Оттаму смируваат, за доцнетата пролетна сеидба нема да предизвика штети. Во принцип, закаснувањето на сетвените работи од 10 до 15 дена не настанува никаква штета во наредниот период, во колку бидат благопријатни климатските услови во тамошниот период. Кај овошките пак сметаат дека од ниските температури можно е да настрадале праските, но само во одредени региони. Другите овоштарници тврдат дека се безбедни. Познавачите сметаат дека ваквите временски прилики нема да донесат големи штети, но ќе значат дополнителни трошоци за заштита на земјоделските култури.